Здраво Македонијо, време е да ги поставуваме најважните прашања, да зборуваме за најважните теми во оваа наша мила демократска Македонија. Малку дрога, малку шпански серии, малку груби, од се помалку. А оваа слободна територија на Бетменленд, наречена вечерното шоу, срдечно им дава ехо на гласовите на репресираните, жртвите на режимот, современите евреиџанам од третата балканска хибридна војна, никогаш неинтересните другари и другарки од Бихачка. Одиме со ред, започнуваме со малку дрога. Како 5 тони дрога поминале граница? Отишле на српската граница со лажна декларација дека се носат перници и поминале. Кот на Снежана Лупевска детално реферираше за случајот, претпоставувам државните институции работат без секојдневни брифинзи до јавноста, да не речам во малку тајност, а на граница инаку дознавме дека се проверува одреден процент на товарните возила, не сите. И ова не било меѓу нив, чисто да ви помогнам на љубопитноста. Кој од врвот на власта ќе одговара? Предлог Вучич и онакавиот политички противник, бидејќи токму на српската граница поминале. Ама па после истата власт на Вучич го наоѓа товарот. Зошто? За да ве збуни вас. Ем ги пуштаат на граница, ем после ги лоцираат и ги фаќаат сторителите. Што се лукави, играат играчки, мајко му стара колку да ве бунат. Срам да им е. Од сите информации кои досега се достапни, јасно е дека станува збор за високо организирана криминална група, која не можела да функционира без поддршка од лица на највисоките позиции во власта. Ова го темелите ли на лично искуство? Или онака малски муабет малку да си направиме? За поврзаноста на марихуаната со власта додуша има факти, ама не е тоа баш со оваа власт. Ако има некој во иднина, шверцер на ганџа која ја чува како екс-председателот на СДСМ Новосело, а е некако поврзан со актуелнава власт, че си лежи и тој. Дотогаш, чанче муабет да си направиме, а? Ако? Медиумската магла, која што власта се обиде да ја пласира со лажна кампања после оваа акција, за пренасочување на вниманието на претходни влади, се расчисти. Кампањата се обиди да се вмеша СДСМ и опозицијата, за да се амнестира актуелната власт, не успеа. Како што реков, успеа, не успеа, факти се факти. Новосело си е Новосело, Боро си е Малборо и така. Прво, околината на Свети Николе се јавува како клучна точка каде што се правел претовар на дрогата. Од фабриката на кругот на Охис, Алфа Фарм, дрогата била натоварена и транспортирана до Свети Николе. Внимавајте, без полициска придружба како што налагаат законите. Кој ова го дозволил е првото клучно прашање. Замислете бе, криминалците не пријавиле во МВР да бидат преконтролирани при шверцот на дрогата. Какво не джентълменско и несовесно однесување на криминалците. Оваа фирма, која работи во просториите на Охис, е основана во мај 2024 година во време на ВМРО. Дрогата била свежа, одгледана во време на актуелната власт. Дрогата била свежа. Свежа дрога. Тазе. ВМРО-вска дрога, бидејќи е на власт ВМРО. Прекрасни сте луѓе, прекрасни. И свежи мора да забележам. Сите овие пратки почитувани ја поминале слободно половина Македонија. Уште еднаш срам да им е на шверцерите на дрога што не ја најавиле рутата по која планираат шверц до надлежните органи со цел да бидат фатени. Срам и арам да им е. Дрогата била препакувана како перници и на тој начин се пренесувала преку македонската граница. На толку скенери, на толку контроли, никој ништо не презел. Случајно? Абе, на толку слики од шмркање бело во извршен го ставивте. Што им се окомивте толку на овие српски цариници што не го провериле камионот при влез во Србија? Ете го најдоа, окей, аман со кампањава против Вучич, мир нема од вас. Целата пратка од 5 тони завршила во магазин на локални функционери на СНС во Србија, сестринска партија на ВМРО. Ете го и клучниот аргумент. Исто така и полицијата која ги уапсила е под власт на СНС од Србија, сестринската партија на ВМРО, ама да не расипувам сега впечаток. Океј,
Ајде, доста со дрогата, време е за малку шпанска серија. Сите граѓани кои мислат поинако од него, оние што го критикуваат неговото владење, ги нарекува прокси ботови. Чек. За ово или збориме? Затоа што се платени од ВМРО ДПМН, на кој што проектот знам веќе им пропадна. Жалам што се приклучија и другари наши, кои што се обидуваа конгресот да не успее. Сакам јасно и гласно да им кажам да им биде последно, на крај памет, да не им падне. Не да направат нешто, да помислат нешто, да направат против партијата од која што добиле се. Сите неистомисленици на Филипче може да се наречат ВМРО-вски платеници, ама друг не смее да даде квалификација за анонимките по Фейсбук кои ја верглаат бихачката пропаганда. Добро, ајде сега ние да видиме кои се ВМРО-вските ботови за кои е свикан овој прес. Ова не е начин на кој се води демократска држава. Ова е стил само на некој што се плаши од вистината и од одговорноста. Така бе, шефче, ајде кажи како се води демократска држава и која е вистината. Денес ви откриваме кои се вистинските ботови. ВМРО-КГ има цела мрежа на социјалните медиуми, доминантно на Facebook, најчесто со лажни профили, со кои напаѓаат неистомисленици, навредуваат и шират омраза меѓу народот. Секој пост кој што не се допаѓа на власта или го критикува Мицкоски, се напаѓа со коментари полни со омраза, псовки и навреди. Аха, значи секоја критика кон вас е искажана од ботови на ВМРО? Или е можно да има зашто бар малку да се искритикува вашиот претседник и без да биде некој платен од власта? Ајде да видиме. Еве ви сега еден ВМРО-вски платеник, објавен на сајтот на СДСМ, во поддршка на оваа пресконференција. Внимавајте, се работи за опасно лице. Тоа е Мануел Агире, првоосомничен во извештајот на СДС за ботови кои ги плаќа власта за да пишуваат против СДСМ. Имено, еве што коментира господинот Агире. Ве заболе стапова скајодат парите на граѓаните, туку болката е оти вие не ги дрпате тие пари. За оние кои не знаат, ВМРО-вскиот бот Мануел Агире е овој човек на популацијата близко моите години, познат од серијата Млади бунтовници. Ете, се е јасно, што би рекле од СДС. Се е јасно како ден. Мануел од Младите бунтовници е бот бунтовник на ВМРО и затоа беше добра идеја да се одржи прес и да се каже дека и ВМРО и Мануел се дел од една мрежа во која е вплеткан кој да чујам. Дури се користат и ресурси на нивната сестринска партија СНС. Така е, Мануел Агире е српски шпион против СДС во Македонија. Односно, тој е против влезот на Македонија во ЕУ, што има логика, бидејќи Мануел и серијата се од Мексико, а Мексико не е во ЕУ, бидејќи е стара српска земја. Мексико, душа комуњарска. Инаку, ова не е дефокус од важните теми. Ова е многу важна тема. Што пишувале некои анонимни фаци на Фейсбук. Доволно важна за да се одржи една прес-конференција. Шпанска серија, како што рековме. А сега одиме кон Груби. Откако се одмота помалку клопчето и одлуката за кукниот притвор остана во обвинителството, другарите и другарки не мируваа и решија уште еднаш, ако проже, да си ја пробаат среќата. Вака изгледаше тоа. Враќањето на Артан Груби е дефинитивно дел од однапред смислено сценарио, чист политички дил, зашто СДСМ зборуваше уште во декември минатата година и сега сите овие факти, цела ситуација која што јавноста ја гледа, го потврдува токму тоа зашто алармираше СДСМ. Не баш, СДСМ алармираше дека ВМРО го пуштило Груби да избега, а сега алармира дека ВМРО го вратило Груби да му помага на Мицкоски, па после кукниот алармираше дека ВМРО го пуштило Груби дома кој претходно дојде да им помага, кој претходно избега пак за да им помага. Звучи чудно, но функционира после свежа дрога ВМРО-вска. А сега клучната поента. Како знае ВМРО-ОКГ што ќе проговори Груби ако се не е наместено? Како однапред знаат и најавуваат од партиска говорница што ќе каже, па дури и листи со имиња спомнуваат?
Ова дефинитивно е класична режија која што ја гледа секако народот. Јас не сум чул некој да знае што Груби ќе каже, туку да предпоставува. Ама ова ми личи дека се спрема еден терен да се што ќе каже, ако каже Груби, а предпоставувам дека нешто ќе каже, да биде протолкувано не како носење правда, туку како политички прогон. Ама тоа од харкорците на Бихачка Македонија, најватрените, може да биде прифатено. Од обичен народ тешко да чуете таков муабет. И на сите веќе им е јасно кога ги гледат сите овие фактови кои што говорат и докажуваат дека станува збор за однапред смислено сценарио и за политички дел. Сите овие фактови Реално, на вакви фактови не може да не ти е се јасно. Доста со домашна, одиме малку со меѓународна политика, чујече. На 3 јануари Америка малку ја бомбардираше Венецуела и малку го грабна, да не речам го црпна Мадуро од неговата претседателска палата. А во неделата на 1 март Америка и Израел го нападнаа Иран и го елиминираа врховниот водач на земјата Ајатолахот Хамнеи, заедно со едно 30-40 еминентни лидери во Иран. Што оваа акција значи и какви желби буди, ќе ни каже човекот кој изминатиот период упорно и во секоја прилика инсистира да го смениме уставот согласно бугарското инсистирање. Настапија кон таков еден напад кон Иран и сметам дека таквиот напад и се што се прави е во истиот контекст како што се направи интервенцијата во Венецуела, а тоа е за доброто на иранскиот народ и како што беше за доброто на народот во Венецуела. Прво го имате ова најавување, што би рекле картаджиите. Им се најавуваш да знаат стратешките партнери дека тој ги дели нивните светогледи и вредносен суд. И после најавата дека овие бомбардирање на Венецуела и Иран се за доброто на народот во Венецуела и Иран, следи и барањето. Меѓутоа, добро е да се каже дека Соединетите Американски држави, као наш стратешки партнер, треба да знаат дека овде, во нашава земја, има власт со многу слични карактеристики на тие авторитарни режими со кои тие се справуваат. What? Дечко, па досадно ми е секоја недела да констатирам дека го поместуваш личниот рекорд во најбедна изјава во кариерата. Иако ова е, мислам, без конкуренција досега. Чујте, американци, добро е ова бомбардирањето на Иран и Венецуела, киднапирањето на претседателот Мадуро и убиството на Ајатолахот. Ама видете, и тука во малата Македонија имаме ситуации и луѓе како Ајатолахот и Мадуро. Уште да им рече, па, ако може, фрлете ве некоја бомбичка и према нас. Пустиот, исто како и неговиот претходник и Ајатолах во комуњарскиот екосистем, е зависен од странски бомби за да се надева дека така ќе преземе власт во Македонија. Мизерија е комплимент за ваквото поведение, особено што ја споредува прво Македонија со Венецуела и Иран. Зошто? Затоа што не менуваме устав, например, по бугарски терек, затоа што тој не е на власт, нема аплауз во 6 на тераса, затоа што нема мигранти од Британија, јебига, и затоа што Мануел од млади бунтовници на пресконференција го објавија дека е српско-вамровски шпион од Мексико. Но тоа се моите опаски. Еве и формални објаснувања од Вилипчета зошто треба да знаат стратешките партнери дека и Македонија била ко Венецуела на Мадуро и Иран на Ајатолахот. Оваа власт има отворени контакти со Путин преку контактите на вице-премиерот со нокните волци. Внимавајте, вториот човек на владата не ги крие контактите со нокните волци, луѓе блиски на рускиот претседател Путин. Понатаму да не одиме понатаму. Доволна е оваа констатација од типот Охрид го тепа Вардар, го тепа. Вардар ја тепа Звезда, ја тепа. Звезда беше европски шампион? Беше. Значи Охрид е европски шампион. Затоа што Иван Стоилковиќ бил на некој настан во Република Српска на кој биле и нокните волци, моторџи кои пак се фанови на Путин, значело дека владата имала блиски врски со Путин. Што да се каже за враќањето на бегалецот Артан Груби? Такви политички договори во кои што судството и обвинителството се послушници никому не носат добро. Уште премиерот фареше да го пречека Артан Груби на граница. Дечково како да е нервозен бе малку што Груби се вратил. Никому не му носеле добро таквите дилови. Најдобро да си останеше таму каде што беше, во бегство. Зошто? Може би затоа што е полесно да се поврзат Артан Груби со Венко Филипче и Зоран Заев, отколку Мицкоски преку Стоилковиќ, преку Република Српска, преку нокните волци со Владимир Путин. Што мислите вие?
Јас мислам дека генералниот секретар на НАТО не отиде во Иран и Венецуела. Македонија е верен сојузник на НАТО и придонесува за безбедноста на целиот регион, порача првиот човек на НАТО Марк Руте по средбата со претседателката Силјановска-Давкова во Скопје. По средбата со претседателката Гордана Силјановска-Давкова потенцираше дека држава е верен и вреден сојузник на НАТО, кој придонесува за зголемување на безбедноста на источното крило на алијансата. Руте бе, брату. О, Руте, о! Како бе вака сеја? Како тоа ние сме биле верен сојузник на НАТО? Како тоа фактор за безбедност била Македонија? Абе, како Венецуела и Иран сме, човек, слушај ме, не мене, слушај го Венко. И аплауз во 6 дајмо од тераса, ако можеш. Но не го ситни отпорот. Насочи ги авионите. Нека летаат бомбите и шарените кондоми, нека се постелат по улиците. Венко како реза пахлави да влезе во влада на бел конј, а Заев како ајатолах од Муртенеи да прогласи отворање на државата, како пупка од бугарска ружа и да видиме европски мет и европско млеко по улиците. Ама не. Руте, Руте. И ти ли, сине, Руте? Нож во грб, Вамаровски платенику. Како бе немаше некој заменик, генсек на НАТО да ти шепне што да кажеш овде во жална Македонија? Наместо шекер, пелин истори на срцата на големите патриоти кои од Америка како да бара да ја бомбардира Македонија. А ти ги предаде. Срамо и живи. Не знам дали Вилипче некојаш ќе ти прости. Нема веќе да те вика на гости. Му го спопика среде пости. Му рече, дечко, муабетите ти се прости. Како освен со поезија да пробам да финишираме на ваква динамична размена на ставови? Никако, реално. Толку од чегата. Одиме на вистина сериозните теми, поврзани со еден многу траорен настан од оваа недела. Ке разговарам за тоа со психологот Тијана Ивановска. И верувам дека она што ќе го слушнете, ќе ви биде корисно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание, прво за оваа недела го продолжуваме со разговорот во студио. Повторно вечерва имам гостинка која што е за прв пат во оваа емисија. За жал поводот не е најсјаен на свет, меѓутоа секогаш уживам кога имам прилика да разговарам со лица кои што се бават со незината професија, бидејќи зборуваме за сите нас. За луѓето, за начинот на кој што ние канализираме, доживуваме емоции, сензации, како реагираме во разни ситуации, и како колективитет, но и незиното специфично искуство во областа, работејки со лица кои што се под чадорот на што законот го нарекува семејно насилство. Вечерва ќе разговараме со Тијана Ивановска, психолог. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Мислам дека најдобро сама би се представила на кратко, за да знаат луѓето за каков професионален габарит се работи и со какво искуство располагаш пред да влеземе конкретно да зборуваме и за оној трагичен случај од 3 март и малце пошироко за на темата семејно насилство, бидејќи очигледно не е доволно зборуваме на таа тема. Очигледно. Ево, јас стварно сум мислел дека често се дебатира во јавноста, и новинарите работат, и дебатни емисии има, и кампањи има, меѓутоа очигледно, судејќи по реакциите на граѓаните после ваква колективна траума, ако може така да се нарече, или трагичен настан во мала земја, кај што секој, нели, преку двајца луѓе секој ќе најде некој што ги знае и починатата мајка или па овој насилникот и така натака. Психолог? Да, лиценциран психолог. На крајот на денот во моментов тоа не е ни важно, бидејќи прво би сакала да почнам со едно длабоко изразување на едно длабоко сочувство. Сепак сме тука во име на една трагедија, во која што како општество изгубивме 2 млади животи, на мајка и на ќерка. И сметам дека наша задача е да направиме се што е во наша можност тоа да не се повтори. Тоа е главната идеја, мислам, нели, затоа и ќе разговараме вечер. Така, инаку јас сум лиценциран психолог, европски акредитиран гешталт психотерапевт, работам во приватна пракса со клиенти, таму сум веќе 7 години. Имам и други академски титули. Сепак сметам дека во нашата професија праксата е најважна.
Најмногу работам со траума, трауматски искуства и настани. Така што да кажам, сум била дел од голем број на активности кои што се спроведувале и на државно ниво, и на волонтерска основа, и во самата приватна пракса. Ова е нешто кое што човек навистина треба да има желудник за да го работи, но сметам дека тоа го бара нашата професија и тоа не е работа, тоа е нешто кое што треба да го градиме како капацитет кај нас како психолози. Така што отприлика тоа би го кажала за себе, секако доколку имаш некое специфично прашање за одредено поле. Да, конкретно, види, како ти исконтактирав, нели го прочитав твојот статус баш на денот на трагедијата и таму пишуваш 2 години работев како психолог во анонимен шелтер за жени жртви на семејно насилство и уште минимум двојно толку во областа и дека си сведок на одвратни случаи на институционална глувост, некадарност и партиски напикани војници во нашето Министерство за социјална заштета, не заштита, туку заштита. Нели Министерството е беше за труд и социјална политика, сега е за социјална политика и не знам како му е, нели трудот отиде во економија, не е ни важно. Темата е комплицирана од повеќе аспекти, ќе се обидам најчесно кон жртвите, кон јавноста, да пристапам, поставувајќи ги прашањата. Али како вовет, да се обидеме вака. Дали, слушав некоја статистика, дека европска пракса, европски просек било околу 14% од жртвите на семејно насилство да го пријавуваат семејното насилство, европски просек. Во Македонија некој пресметал дека 2% од жртвите на семејно насилство го пријавуваат семејното насилство. Може ли прво една поопшта дефиниција што е конкретно семејно насилство, бидејќи не е тоа само ако некој некого истепа во домот, па после да изанализираме зошто се бројките вакви какви што се. Вака, за почеток, заборавив да напоменам еден мал дисклеймер дека денеска сум тука во улога на експерт, психолог, психотерапевт. Нема да застапувам ниту една организација, движење или здружување. Повеќе ќе зборувам од моето искуство и секако ќе се фокусирам на генералната слика за појавноста на оваа состојба во Македонија, повеќе отколку за информациите кои што се уште во тек на истрага и за кои што е навистина неблагодарно да шпекулираме. Инаку во поглед на твоето прашање, најактуелно во нашата држава оваа тема станува со пристапувањето кон Истанбулската конвенција во 2017 година во Република Македонија, каде што во 2021 се изработува нов закон за семејно насилство и насилство врз жени. Таа е конвенција за човекови права, така? Така. Така што, мислам, тоа е нешто кое што најубаво го дефинира она што го поима оваа состојба. Инаку, во самиот поим на семејно насилство не е внесено, како што и ти самиот спомна, само физичкото насилство, кое што е највидливо, туку има многу други облици на насилство, како што е психолошкото насилство, кое што е многу значено и може да има огромни ефекти врз самата жртва, економското насилство, кое што е исто така многу присутно во особено на Балканот, каде што се уште постојат разлики помеѓу примањата меѓу мажи и жени. Тоа значи создавање некоја зависност од парите на едниот партнер. Баш така, значи не само од парите, туку или ти седи дома, чувај деца, јас работам и јас кажувам. Ете така, значи дури сме имали случаи каде што сопругот забранува сопругата да работи или да општи со било кого надвор од домот. Дури јас сум била сведок и на случаи каде што забранувал и контакт со семејството. Вау. Така што, значи, тоа е всушност еден вид на модус операнди, каде што насилникот оди во една комплетна изолација во релација со жртвата, за да може потоа да биде, нели, оската околу која што незиниот свет се врти. И повторно се тука е значено, нели, да спомнеме дека ова не е состојба која што се појавува исклучиво и само кај мажи, затоа што како насилници, туку има и жени. Да, значи иако процентуално многу повеќе се мажи,
сепак е многу значено јавниот дискурс да не го вртиме против мажите, туку повеќе да гледаме во поедини криминогени структури кои што поменуваат неказнато во нашето општество. Согласен, и од друга страна можеби и бројот на мажи кои што би пријавиле такви работи е ограничен од оние општествени табуа, односно нели дека срамота е мажот да се прикаже како жртва на семејно насилство, срамота е маж да плаче, срамота е маж да ова, срамота е маж да она. Океј, согласен. Зошто е толку мал процентот покрај овие културолошки догми, ако може така ги наречам? Можеби не се секој пати под културолошки подразбирам и на Балканот има висок процент на религиозност, барем декларирана по тие разни анкети, која што можеби во некои средини и таа наметнува одредени правила на игра. И уште едно, секое прашање овде може по пола сазнам да ми го одговараш, меѓутоа веројатно си анализирала, соочувајќи се со тоа во пракса, и за причините поради кои што доаѓа до формирање на некаква заедница брачна, во која што заљубените очи не гледаат секојаш, меѓутоа веројатно некои симптоми на поведението на некој од партнерите се воочливи и видливи претходно. И луѓето кога ќе стапат во заедница, дури и на позрели години, дали тоа го прават со намера некого да менуваат или ги прифаќаат потсвесно тие правила на игра, но после ескалира состојбата? Па вака, јас во глава секогаш чувам една реченица која што доаѓа од моја менторка, која што секогаш велеше, кон патологијата е многу важно да се однесуваме со почит. Почит во насока не да се угледуваме на патологијата, туку никогаш да не ја потценуваме. Да може да ја разбереш. За да може да ја разбереме и особено да се заштитиме од самата патологија. Значи, многу е лесно кога ние од надвор гледаме луѓе со нарушено поведение, притом ние се наоѓаме на едно место каде што сме безбедни, каде што сме заштитени. И судиме. И судиме, па велиме јас да бев на тоа место, ке видев дека е човекот насилник. Значи, тоа станува збор за длабока психолошка манипулација. Затоа што тие луѓе кои што спаѓаат во одреден спектар на личностни расстройства, како што се, да кажеме, антисоцијално нарушување на личноста, нарцисоидно нарушување на личноста, гранично расстройство и така натака, значи, они мораат некако да се вклопат во општеството. И за да се вклопат, учат да глумат? Па, тоа го викаме научена емпатија или когнитивна емпатија. Значи, не е емоционална емпатија. Не е вистинска. Туку е научена. И сега, он многу добро, или она, не е важно, не ставаме предзнак, учат како да ги покажат тие емоции дека ги имаат, иако во својата суштина не ги чувствуваат длабоко во себе. И тоа е најмногу застапено на почетокот на партнерските релации. Во онаа фаза на... се гради клучниот впечаток. Ето така, и тоа го викаме love bombing или љубовно бомбардирање, каде што вие во тој момент го сретнувате партнерот од соништата. Значи, тоа е највнимателниот човек, тоа е човекот што најмногу се грижи, што најмногу на светот ве сака, ве обсипува со љубов. И тука е навистина предизвикувачки да човек се посомнева во неговите или незините намери. Така што таа кука што самите овие структури ја пуштаат кон жртвата е многу убедителна. И сега ние тука, знаете како, не знаеме колку време проаѓаат партнерите во релација пред да влезат во брак, пред да дојдат дечиња. Значи, сите тие елементи повеќе го комплицираат односот, затоа што со доаѓањето на децата во семејството, заминувањето станува многу потешко. И често пати жртвите и покрај тоа што се свесни дека нешто се случува и ја знаат длабоко во себе вистината, го потиснуваат? Имаат тенденција да го потиснуваат тоа, често пати поради општествениот притисок во за интересот на децата и така натака. Меѓутоа, тие манипулации не се за потценување и се навистина многу моќни како такви. Јас немам желба никого да судам, ќе правам паралели со конкретниот
случај со желба да разбереме, односно да ги адресираме, можеби не гледа, можеби во публиката вечер има и некои од оние кои што по Facebook пишуваат ако некоја жена била сексуално нападната, пишуваат сама си го барала, нели носела кратка сукња или што барала во паркот на вечер во 3 сабајле. Веројатно тоа се исто така луѓе со некакви расстройства. Претпоставувам дека така науката би ги дефинирала. Јас ке си, ти не мораш, јас ке си земам слобода да кажам дека по мој впечаток човек што коментира такви работи има психички проблеми. Но паралелата со конкретниот случај што сакам да излечам е следна. За лицето што е обвинето, тоест обвинето, осомничено е, не е обвинет се уште, за поттикнување самоубиство, кривично правна евиденција има 10 години наназад. Загинатото, убиеното дете имаш 5,5-6 години. Значи, не била непозната позадината на лицето од страна на жената која што го трпела тоа насилство и тоа го трпела доста често. Она што го слушаме деновиве се згрозувачки работи, дека често се одвило на јавни, значи тоа е тотално нели отсуство на било каква срам, други инхибиции од страна на насилникот, ако нели ја тепал во кафич, ја нападнал во некоја болница и така натака. Но си работела и со жртви, но и со насилници, така? Па, мојот фокус секогаш биле жртвите, затоа што во шелтерот е забранет пристапот за насилниците. Во приватна пракса, дали си имала случај, бидејќи нели насилници? Имало неколку, каде што доаѓале, да кажам, некои луѓе кои што имале поедини, да кажеме, насилни елементи. Меѓутоа, постои една фундаментална разлика и тоа е нешто што е многу важно да се представи на публиката и на гледачите, а тоа е дека во приватната пракса секогаш доаѓаат луѓе кои што имаат одредена здрава доза на самокритичност. И се решиле воопшто да дојдат. И се решиле да направат да промена. поработат нешто на... Ете така. И тоа во старт е показател за здрави капацитети. Значи, човек кој што се пријавил да работи на себе е човек кој што е спремен и подготвен да се промени. И ние тука имаме одличен старт. Затоа што веќе јас имам многу поголема слобода и да реагирам и да го евидентирам самиот човек и да преземам одредени мерки на заштита како стручно лице. Значи, овде зборуваме за популација која што не гледа проблем во себе. И тука доаѓа најголемиот предизвик, затоа што тука институциите се тие што треба да притиснат да се извршат одредени мерки, затоа што самата индивидуа која што применува насилно поведение нема во себе здрава доза на самокритичност да се однесе себе на одредено лекување. Тоа не значи дека не му треба. А жртвите на насилство, да се вратам на тие 2% во Македонија, да ја пробаме од оваа страна да анализираме. Што нив им треба за да прифатат, можеби и треба да се соочат и покрај тоа што за жал веројатно се соочиле со некои шамари боксеви или со понижување не само пред децата, можеби на јавно место и така натака, но што треба кај нив да се промени, кој е клучниот тригер, можеби да се соочат со сопствениот погрешен избор, да речат во еден момент стоп, нема вака да живеам јас до крај на живот, него ќе направам некоја промена сега или ќе се обидам да направам некоја промена сега. Бидејќи, знаеш како, предпоставувам во моментов не гледаат и жени кои што трпат семејно насилство и кои што не се охрабрени да го пријават или се надеваат дека ќе се реши само од себе или се надеваат дека некој во семејството ќе реагира знаејќи каква е состојбата и така. Нели може вака да издиференцираме 100 хипотетички варијанти, но како една генерална порака, поука кон нив, што би им препорачала, како да си ја анализираат сопствената состојба во домот или во врската во која што се, бидејќи сигурен сум дека дел од нив и се плашат од тоа да не дојдат до состојба, тука ќе ја адресираме и подоцна, таа за мене е разбирлива, но сепак не до крај оправдана емпатичност
со жената што си го одзеде животот, но за жал го одзеде и животот на незиното дете. Но, нели, веројатно се плашат од такво сценарио. Кој би бил првиот чекор што би требало да го направат за да to break the habit, што би рекле англичаните, значи да го прекршат тој магичен круг во кој што се наоѓаат? По мене секогаш првиот чекор за било каков тип на помош во човековото однесување е можноста да ние направиме една себе проценка до каде можам сам, а од каде ми треба помош. И тоа се однесува на било кој аспект од нашето живење, дури на здравственото лекување. Значи, постои една граница каде што ја велам, окей, ова е премногу за мене ми треба помош. Не можам со чај, супа и со витамини, него мора да посетам лекар. Добро. Така што тој елемент на микро себе проценка, колку да е мала, по мене е првиот чекор кон барање на помош. Не мора секогаш да биде стручно лице, доколку постои стравот, понекогаш и разговор со соседка или било кој што жртвата го доживува како поддршка, може да биде чекор кон менување на состојбата. И јас секогаш велам дека една здрава поддршка ни нас доволна за да го смениме наративот. Една личност која што ние во нашиот видокруг ја доживуваме како безбедна. Без разлика на тоа за кого зборуваме, дали е стручно лице, дали е човек кој што ни е во непосредна близина. Така што сметам дека тоа е нешто кое што е многу значено да го кажеме и да го апелираме. Јас како професионалец, мојот старт беше од моето соседство, затоа што нашето советувалиште се наоѓа зграда до зграда каде што се случи самиот инцидент. И првиот мој чекор беше непосредната близина. Значи, ајде да понудиме помош на сите соседи. Затоа што има некои очевидци, затоа што има некои што се поврзани на некаков начин со настанот. Траума се разбира. Случајни минувачи прошле, виделе нешто. Јас вечерта пројдов таму сосема случајно и мене ми беше како, нели, пешак таму малтене, трауматично, знаејќи дека на тој измиен плочник неколку часа претходно згаснале два животи, камоли на луѓе кои што така што тргнуваме секогаш од непосредната близина. Значи, не зборуваме ние тука за приватна сесија која што некој треба да ја плати, па сега да спориме дали не знам колку чини и така натака. Зборуваме за базична помош. Тоа е кодекс кој што секој еден колега од нашата професија мора да го даде. Но тука треба и да ги кај е ризикот во нели јас како адвокат од спротивната страна дека окей, ако се обратиш на соседката или некој близок во семејството, нели постојано е ризик да ти речат да го насочат проблемот повторно кон тебе, односно кон оној што има потреба реално од помош, кој што стручник би ја проценил, а баш поради тие културолошки догми во кои што живееме, не само на Балканот, претпоставувам на целата планета, но еве ние се изборуваме за ова парче земја кај нас. И да те насочат кон тоа, ајде, не знам, ти си го одбра, ти треба да си се снајдеш таму, да си го најдеш твоето место во домот и така натака и така натака. 4745 жени лани пријавиле семејно насилство, и ако се 2% и 4745 жени, тоа значи 1% е 2300, и ако го помножиме со 100, тоа е многу лоша бројка. Тоа е баш лоша бројка. Се надевам дека овие за 2% се во грешка, бидејќи ова се евидентирани 4745. Вистина, тоа е за жал вистината, статистичката вистина во нашата држава. И сега тука имаш и уште еден интересен податок што треба да се испита, а тоа е колку од овие случаи добиваат судска разрешница. Имаше и такви анализи, ќе ти кажам дека не знам колку влегле во процедура, но тие што влегле во процедура, 65% биле со некакви условни пресуди. Но, ајде, ќе дојдеме и до тој дел, до институциите, малце down the road. Прво, вака, да ја фатиме темата од оваа страна. Работејќи со жртви на семејно насилство, сакам повторно да се обратиме кон нив
или кон некој кој што, нели, може да го прекинат тој круг сега, уште пред да бидат фамилиарни со деца и така натак. Постои ли некаков, не знам, bad boy синдром кој што на жени бираат мажи со такво поведение, ако што во првата фаза делуваат максимално заштитнички кон нив, и тие можеби претпоставуваат дека и тие насилни или не мора да се насилни, некакви, не знам, надвор од законот, нијанси на личноста поради нивната, нели, посветеност на жената во таа прва love bombing се викаше фаза, Да. дека ќе бидат екстра заштита, односно дека тој е силен, ќе придонесе во домот, како што на времето, нели, оно што ќе донесел пред 5000 години некоја кременадла од лов, нели, тој бил Алфа мажија. алфа мажекот и, нели, посакуван партнер, кој што ќе ти гарантира што на крај на твојот пород, нели, на твоите деца заштита пред сината. Така. Значи, она што е исклучително значено е дека секој случај е приказна за себе. Секој маж е приказна за себе, секоја жена е приказна за себе. И секој пат кога ние пробуваме да генерализираме, мажите се вакви, жените се такви, тука стануваме комплетно слепи за индивидуалните потешкоти на самите луѓе. И затоа е многу важно да на секој случај пристапиме индивидуално, како да го гледаме прв пат во животот. Тоа е мојот пристап и токму поради тоа и секогаш кога ќе дојде некој клиент на прва сесија, прво правиме едно така доста длабоко влезно интервју, каде што треба сите можни анамнестички податоци да се земат, за да ја можам после тоа да видам што со овој човек се случува. Така што кога ние велиме жените имаат тенденција или мажите имаат не знам што, тоа е баш онаа проста генерализација која што со години не заслепува како општество. Генерално гледано, значи, тука не се работи за некаков тип на доминација која што прави пожалност кај човекот. Добро. Туку зборуваме за едни многу карактеристични дијади кои што се случуваат во секојдневието. Например, кога имате вие човек, зборам генерално, кој што има тенденција да е насилен или можеби има некакво нарушување на емпатските центри во сопствениот капацитет и карактер, такви луѓе никогаш не одат два исти карактери во релација. Односно има некоја психопатологија, така? Значи, самиот, повторно ќе кажам, не можам да диагностицирам, затоа што сепак во истрага се По дефиниција. Не за конкретниот случај, по меѓутоа, дефиниција. доколку се работи за антисоцијално нарушување, за нарцистична личност, доколку се работи за личност која што има хронично нарушени емпатски центри, не може да чувствува, значи, таквата личност никогаш не оди во релација со иста таква личност. Туку секогаш одат во релација насилник е емпат. Затоа што мора некој емоционално да ја храни таа. Тоа ли е спротивностите се привлекуваат Врска. на трагичен начин? Па во овој случај патолошки спротивности. Патолошки, Зашто ова? да. Мислам, не е емпат од патолошка спротивност, меѓутоа пошто сега ќе го сведеме дека двете се патологија, нели? Да, па да, Меѓутоа, е. Реално, мислам јас како уличен психолог, вака ти како па не, замислете да школуван. живееме во општество каде што емпатијата ја нарекуваме патологија. Се согласувам, ама од друга страна и упорно да сакаш да поправиш некој што е безчувствителен и Значи, повторно зборуваме дека за ти да сакаш некого да поправиш, треба да имаш одредено ниво на расудување во моментот. така е, да. И да имаш некоја замисла за тоа што го правиш. Ние зборуваме тука, Се осеќаш подобро сам со себе, нели? Си завршил некоја голема работа. али ако ти го имаш здравиот Ќе одиме во капацитет, длабокото малце, нели? Вака на секако слободно. Значи, ние зборуваме тука за човек кој што долго време бил во тој и е во тој луп Да. Добро. на насилство. И сега, тука дефинитивно многу се нарушуваат капацитетите за расудување кај секоја жртва. Ајде објасни ми го тоа, како изгледа тој тајмлајн на како доаѓаме до состојба да човек не само што ќе крене рака на себе, туку и на веројатно најмилото што го има.
Значи вака, тоа од прилика изгледа како замисли дека живееш со некој партнер, притом партнерот е фигура што ја гледаме 24/7 во нашиот живот, Добро. значи константно. Замисли да седиш со партнер кој што 100 пати во денот ти повторува ти си луд, ти си крив, ти си луд, ти си лош татко, ти си лош сопруг. И тоа оди на луп. Добро. И се на почетокот работат тие здрави механизми, меѓутоа 100 пати повторена лага со тек на време станува вистина. И тука жртвата почнува сама да се сомнева во сопствениот идентитет. Добро. Сепак зборуваме со 100 огради, бидејќи не знаеме... Жртвата генерално. Не знаеме... Да. Океј. Не Значи, зборуваме за конкретниот случај, не бидејќи не зборуваме за знаеме конкретниот какви состојби на умот имале и едниот и другиот. Зборуваме за принципот на насилник жртва. Океј, разбирам. Тоа е Супер. големата слика. Добро. Значи, вие имате една константна злоупотреба и дури можеби на моменти и елемент на brainwashing. Затоа што ја велам дека во психологијата се мери во единица мерка време. Значи, последиците од одредена состојба не се исти после 1 месец, после 2 години и после 5 години. Што би им одговорила на луѓето што сега седат пред телевизор дома и викаат, па ако некој 100 пати на ден ми вика ти си луд или луда, на 5-тиот пат ќе заврши приказната и нема веќе да има прилика тоа да ми го кажува. Па затоа што веројатно тоа што Мислам ти го објасни вака од пошироко преска, ама во моментов некој има такво конкретно прашање Сигурно. дома, верувам. И сакам да им зборуваме на луѓето на нивниот јазик за да ја разбереме темата. Сигурно. Сигурно дека има, тоа што повторно ќе кажам, секогаш не е право место да трнеме од себе. Затоа што ние стоиме, јас стојам, зборам за себе, значи јас стојам на место на привилегија, јас сум привилегирана жена. Јас не сум пример за сите жени во светот. Јас сум жена која што има одредена професија, одреден социјален статус, образование, слободи и права уживам. И јас не можам да кажам во име на некоја жена која што е непривилегирана и која што ги нема тие животни услови. Затоа што јас не сум на нејзино место. Тијана пред 100 години овдека имало договорени бракови. Например, така? Например, да. Апсолутно. Еве, дојдовме да ви ја побараме момичката, еве ќе ви ја дадеме момичката. И тука веројатно немало опција да се продлабочува дебатата понатака што и се како уште е. го има, не само пред 100 години. Се уште има договорени бракови. Добро, процентот бил веројатно многу поголем тогаш. Не се. Поентата е дека со тек на време насилникот може да те наведе да ти го наруши твоето поимање на сопствениот идентитет, односно може ли да те внесе во некое расстройство ако немаш предиспозиција за такво нешто? Па може, секако дека може, пошто полека страдаат капацитетите за преживување на самиот човек. И сега, имајте на ум дека не е тоа константно повторување, константно насилничко однесување. Значи, тука во приказната имаме испреплетено често пати извинување и молење за смирување и убедување дека ќе се промени човекот. Значи, сето тоа е дел од таа манипулација. Разбирам. Значи, да имаме ние човек кој што константно те напаѓа, да, нели, можда Фер, ќе речеш разбирам, 5 пати, да, тоа е тоа. Да. Ама кога имаш човек што ти манифестира еден дисконтинуум на карактер, прво е многу лош, после е многу добар. Да, те тепа па те сака, така, нели? Значи, тука ствара една стварно индивидуална конфузија. И веројатно завист. Го бркаш чувството кога ќе те сака, нели? И во моменти кога те тепа, предпоставувам. Не знам, Значи, ти си тоа е имала искуство многу со комплексна динамика. случај. И повторно ќе кажам, значи кога имаме ние деца во семејството, не одлучуваме само за себе, одлучуваме и за децата. Имено. Така што тие одлуки стануваат многу потешки. А во поглед на она што го зборуваш за сите жртви што не гледаат, јас прво нешто што сакам да укажам е дека во нашата држава постои бесплатна помош. Тоа, колку е достапна помошта ми Многу беше е следно достапна. прашање. Значи, многу е достапна. Ние имаме проблем со... Немаме хотлайн како на, нели, кога ќе гледаме
амерички ТВ канал или не знам, и радио, јас сум слушал порано, пример Хауард Стерн. Често ги имаш тие suicide hotline или не знам, разни телефонски линии на кои што човек може да се јави и да добие бесплатна стручна помош. Имаме. Слушам. Значи имаме телефонска линија од Национална мрежа за борба против семено насилство. Тоа се невладини организации? Па да, имаме семен центар во Хера. Добро. Каде Исто што невладина организација? Имаме невладини организации кои што нудат бесплатна правна помош. Супер. За жртви. Дали имаме владини организации такви? Па имаме, тоа треба да биде Центарот за социјална заштита. Да се јавиш таму и да побараш помош. Океј, сега ќе дојдеме до проблематиката, лека по лека, така. Но достапна е помошта. Така, сите треба да знаат дека има каде да се јават. Има. Без оглед дали, еве, ако може би, предпоставувам нема да им препорачаш, обратете се на невладин или обратете се ваму, но кај да сакаат да се јават, имаат сигурност, еве, и во Центар за социјална заштита, и во и на адресите кои што ги Вклучително и на мене. И јас сум стручно лице. Имено. Како оди од тој момент натака процедурата генерално? Се закажува разговор, ако има проблеми со не сека партнерот да дознае дека ќе посети психолог и така натака, може да ја контролира во движење, во време. Нели? Ако јас знам за такви, не знам, 5 случаи, ти знаеш за 5555, така? Да, значи тука зборуваме за координација на органи кои што треба да се следат како процедура за да може да се направи, да се оформи еден предмет. Значи, за да може да се оформи предмет за семено насилство, мора да се повика полиција. Сега ќе ги уплашиш потенцијалните жртви. Првиот чекор, кажеме, ти се јавувам јас. Викам, Тијана, здраво. Добро. Јас сум жртва, мислам дека сум жртва на, веројатно несигурноста така би ме натерала да кажам, мислам дека сум жртва на семејно насилство. Претпоставувам ти ќе ме прашаш што се случува со мене во мојот дом и така натака, и јас ќе ти раскажам дека Прво ќе направам проценка на ризик. Дали во моментот сум под ризик? Да. Добро. Прво ќе направам проценка на ризик. Со прашања, нели, кои што мислам си завршила. Значи, првата проценка на ризик е дали е човекот кој што мене ме бара безбеден. Во моментот. Во моментот. Дали не си ти last resort, нели, чим Така. треба да си прв резорт во суштина, така? Треба да си првиот чекор, но поради општествениот амбиент кај нас се јавувале луѓе во таква ситуација кај тебе? Се јавувале, да. И доаѓале. Тоа буквално се загрозени според твоја објективна професионална проценка. Ние сме биле под ризик. Ние сме биле под ризик. Како психолози, како луѓе што Како психолози? Ви доаѓале насилниците? Доаѓале. Вау. Доаѓале, затоа што јас како психолог представувам поддршка во животот на жртвата. А тој сака да го исцица сето животно. Јас станувам лошата личност. Јас станувам заканата за неговиот плен. Да, ти ќе ми кажеш како во домот јас кого да си тепам. Така. Така што сме имале, дури сме имале анонимни телефонски повици. Дали тој и тој денеска беше таму на средба. Сме имале кружење околу зграда. Ние како психолози немаме никаква заштита за безбедност. Сето тоа го правиме на своја рака. Како психолог да те прашам, дали куче што лае каса? Што значи тоа? Дали тој што некој што ви се заканувал, некојаш направил, се обидел екшел, или само се заканува и чавка и галами, а не презема ништо? Па кога гледам што прави на жртвата... Да, make sense. Не мислев кон психолозите, кога е во прашање вашата безбедност, кон жртвата е неспорно дека е... Па ние имаме некои внатрешни протоколи од типот на... Дали ја чувствува силата само врз таа немокна личност што ја ставил во тој кафез ментален во собствениот дом? Може да биде, зависи од степенот на патологија, повторно ќе кажам. Значи имаме вакви, такви, онакви. Не можеме да спориме, како што кажав, кон патологијата секогаш со внимателност. Фер. Правиш проценка на ризик. Ако личноста е безбедна и ако се јавува во некоја рана фаза, сега жонглирам јас малце со терминологија, но ме разбираш. Кој е понатамошниот чекор? Што може да очекува некој што се чувствува така во моментот, ако се јави кај тебе или на било кое друго место кај што може да
добие помош, ќе биде повикан на разговор, може ли тој разговор да се одвива случајно во парк на клупа, да се најдете, а поразговарате или мора да е во Може секаде контролирани да се услови? одвива доколку се работи за таков тип на проблематика. Значи јас не правам интервенции на терен освен за оваа проблематика. Затоа што е многу сензитивна и затоа што секогаш животот на човекот што бара помош е на прво место. Така што таа проценка на ризик е многу битна да се направи, за ние да видиме дали воопшто човекот, жената која што се јавува, има можност да го напушти домот, пошто може и да нема можност да го напушти домот, дали има можност да ме побара телефонски. Може по телефон проценка некоја се направи? Тоа е базична проценка на ризик. Значи, она најважното. Да, разбира. Пошто ако имаме животно загрозувачка ситуација, јас морам да реагирам кај органите. Тоа е веќе вон моја контрола. Не можам јас да бидам полиција. Бијќи една личност може да се обрати на болница, да рече ме истепа, да и во полиција да пријави, не знам, во обвинителство може да оди и кај психолози може да оди, така? Апсолутно. И после таа проценка на ризик, после тој првичен разговор, после веројатно ти имаш право да иницираш формирање на некаков предмет, така? Значи, сега тоа е малку комплексно во нашиот закон. Океј, добро, и тука слушам. ги комплицираме работите, затоа што во самиот закон жртвата е таа која што бира дали ќе продолжи со постапката, односно ќе обави пријавата или ќе ја повлече. Во конкретниот случај со трагичниот епилог имало неколку ситуации кај што тргнувале па се враќале, тргнувале се враќале, започнале бракоразводна парница, па решавале дека ќе се мират и така натака и така натака. Но не е само овој случај така. Веројатно во 90% од случаите жртвата на насилство поради стравот од поради зависноста од насилникот или стравот од насилникот се плаши да пријави или да оди понатака, дури ако првично се охрабри, така? Како се решава тоа? Како психолог, што Затоа секојаш советот? велам и затоа толку многу ставам акцент на тој елемент на проценка на ризик. Значи, во нашите професии маржата за правење на грешка е многу мала. Затоа што може да има трагични последици. Добро. Таа погрешна проценка на ризик може да донесе катастрофални сценарија. И во сите други случаи што ги имавме и предходно, и со Росица, и со Танкица, секаде каде што има погрешна проценка на ризик од насилникот, завршува со катастрофален исход. Може едно тешко прашање сега. Повели. Росица и Танкица беа убиени. Така? Добро. Последната жртва не беше убиена. Кога се прави проценка на ризик, што ако таа проценка каже дека насилникот, не му го памтам името, не знам, не ни сакам да му го запамтам името, но тој народски кажано вол кој што ја тепал жена му, не проценат институциите дека е ризичен по животот на жена му, иако ја тепа, нели, но нели може психијатар да каже да, тој е ваков, тој е таков, тој удира шамари, најавно нема срам, но нема капацитет да убие. Дали се прави проценка на ризик на жртвата од суицидалните нагони? Па треба да се може направи. ги има? Треба да се направи. Значи, Дали повторно е ќе кажам, пропишано? ова е случај во истрага. Би било неблагодарно да зборуваме за убиство и самоубиство. Се согласувам, но Тоа е друга тема. Фактите велат дека вратата на станот е заклучена од внатрешна страна. Тоа е официјална информација. Океј, затоа велам, значи повторно пристапувам со многу големи граници Бидејќи затоа знаеш што е како, многу Тијана, првичната реакција на ајде да не жонглирам со проценти, но голем дел на луѓе, ние деновиве зборуваме за ова како фемицид. Не е фемицид. Така, како што јас разбирам. Туку е поттикнување на самоубиство. Тоа е квалификацијата со која што одат органите. тоа е правна квалификација за која што јас не можам да помогнам. Тама. Добро, веројатно и ставаш ограда бидејќи како стручњак не може да се впуштиш во Но можем, послободни она што можеме интерпретации. ти го донесаме дека во склоп на вториот стожер на Истанбулска конвенција Добро. се налага жртвата кој готи да е жртва во ситуацијата да мажена добие се, социјална заштита. Значи во склоп на таа социјална заштита Би се направила прави проценка? таа проценка. Супер. Доаѓаме сега до конкретни нешта. Какви се кај нас тие процедури? Она што јас
сум го слушал, гледал низ годините, репортажи и така натака, е дека често тој културолошки обрач се стега околу жртвата која што пријавува и добива повратен фидбек. Сега, можеби 80% добро постапуваат, ама ние ги слушаме оние 20% кога луѓето дури се охрабруваат на телевизија да излезат и да реагираат, што е за огромна почит, нели? А коментарите се, нели, прво не ги заведуваат како пријава на насилство, туку како, не знам, со некоја Поплака. Поплака, точно. И оној институт на помирување, мирење, како се вика тоа. Кога, нели се ова, пример, хипотетички, жена е тепана од мажот дома, кој знае колку време, на крај не може, се решава, оди пријавува, овој викат, сега ќе ве мирим. Се согласуваш ли со тој принцип или не? Мене ми е чуден како, мислам, не ми е чуден како институт, но да се инсистира на тоа да е првата точка, ми е наистина чудно. Може би треба социјалниот работник или некој, или психолог да направи, да извештач, да процени Клиничка проценка. дали е возможно мирење или не е возможно мирење. Апсолутно. Бидејќи во такви ситуации веројатно доаѓа до она јојо, како би го крстиле, нели? Те тепам, те сакам, те тепам, те сакам, те тепам, те сакам и на крај нели тоа некој завршува трагично. Значи, дури, еве, ќе дадам еден најблизок пример до ова што го зборуваш. Понекогаш, да кажеме, пошто јас во одредени инстанции работам и со парови, и со брачни партнери. Брачно советување? Имаме и Не тоа брачно советување, туку повеќе партнерска психотерапија. Добро. Значи, каде што работиме со двајцата партнери. Доколку јас направам проценка дека кај некој од партнерите постои индикација за психолошко нарушување, Добро. моја одговорност е да ја повлечам здравата страна од релацијата и да упатам некаква насока дека окей, вие сте заедно, тоа е се во ред, но овде ми треба дали мислење од психијатар, дали нешто повеќе од ова што јас можам тука да го видам. За да бидам сигурна дека ние можеме да работиме на помирување. Јасно. И тоа е таа проценка на ризик што ја зборувам. Повторно ќе кажам, значи на социјалните служби има многу потешко, затоа што работат со генерална популација. Не е исто како во приватна пракса, каде што работиме со луѓе што сами дошле. Но меѓутоа, тоа е висината на задачата која што се бара од нашата професија. Согласен. Те молам сега сакам да зборуваме за проблемите со кои што системските проблеми покрај отсуството на одговорност, obviously, во оној пинг-понг меѓу институции, омилениот спорт е прежи бриго друго ме се вика тој спорт. Бидејќи ништо од ова што го зборуваме сега не е важно за покојната и за нејзиното дете, нити за нивните фамилии, нити за било кој во минатото. Но ако направиме било што за во иднина да се, нели, намали тој број, нели, би биле веројатно пресрекни и задоволни од себе како луѓе и како средина. Искуствено, каде затајува системот? Каде се случува главниот проблем? Дали немаат доволен тренинг, едукација, вработени лица во разни институции за системот, зборувам, бидејќи нели нас државата е должна да не штити, невладините не се должни, нели? Да не умеат да направат добар асесмент, добра проценка во момент на пријава и понатаму да продолжи тој магичен круг на насилство, веројатно засилен од нервозата на пријавениот, кој што ќе има уште повеќе завраќање кон својот плен, нели така го нарековме. Значи, тоа е, да кажам, синџир кој што е составен од повеќе органи и многу професионалци. И секако дека број 1 е тоа кого ние вработуваме на тие позиции, колку тие луѓе се стручни и кадарни да прават такви проценки. Тоа е ствар на државните органи. Јас со тоа не можам да се бавам. Мора ли да има психолог во центрите за социјална работа? Секако дека мора. Добро. Секако дека мора. Меѓутоа, протоколите, дали се следат или не се следат, е многу важно. Значи, ние имаме многу добар закон во нашата држава.
Меѓутоа, дали тој закон се практикува во пракса и колку брзо се практикува во пракса, тоа е нешто друго. Значи, Истанбулската конвенција е многу јасна. Има 4 етапи што мора да се следат. Првата е превенција, значи тие се тие 4P, 4P што ги зборуваме. Втората е protection или социјална заштита. Третата е prosecution, криминален прогон. И четвртата е policies или координација на институциите. И има уште еден многу битен елемент во самата конвенција, а тоа е елементот на due diligence или одговорност на државниот апарат. Значи, доколку тоа го налага Истанбулската конвенција, ние тоа сме го подпишале, на тоа сме пристанале. Тоа е наша одговорност. Таа вика дека доколку ние сега установиме дека има пропусти во процедурата, државата мора да преземе одговорност за направените пропусти. Значи, не народот, не жртвата, не насилникот, што готи да каже истрагата. Државата е таа која што има обврска да преземе due diligence одговорност за направената грешка. Како општество, според тебе, реагиравме во тие две крајности после оваа овој трагичен настан? Секој наоѓаше некого да суди и осудува. Разбирливо ти е тоа? Секако дека ми е разбирливо. Тоа ми е работа да ги разберам луѓето. Што е тука желбата? Само да првенствено, окей, емотивната состојба да ја канализираш, да ја споделиш со некого. Так. Фејсбук ви отежнува или ви олеснува работата вас психолозите? Па, јас би рекла дека ни ја отежнува. Мене ми ја отежнува. Не можам да кажам за останатите колеги, но мене ми ја отежнува, затоа што имаме луѓе кои што, мислам, јас изминативе денови имам огромен наплив на телефонски повици од луѓе кои што се исплашени, се во паника. Ова е тешко да се свари. Од што се исплашени? Од самиот настан, затоа што е страшен. Настанот сам по себе е страшен. Добро, кај нас анксиопатија се уште е табу тема, знаеш, онака, веројатно... И се, наша задача тука, барем јас така се доживувам, моја задача тука е да бидам одредена стабилност, одредено прибежиште, одредена котва во моменти на морална криза и дилема. Се согласувам, затоа и ја правиме емисијата, меѓу другото, но случајот е толку сложен и затоа прашувам за меѓу двете крајности, нели? Имаше и такви коментари и реакции од јавни, полујавни личности кои што мене така малце ме трн во око ми беа дека, знаеш, дури на ниво на родителски одговорен или не знам како храбар чин да се сведе предпоставеното што се случило кога е во прашање детето. Знаеш, така најобло да го соопштам, бидејќи со сета жал за судбината на жртвите, не е добро да се зборува во било каков спасувачки контекст, дека мајката го спасила детето од таткото насилник и така натака, а животот на детето завршил. И затоа многу комплексно и проблематично прашањето како што треба како еден сигурен наратив да извлечеме од ова со цел, нели, како општество да научиме нешто. Лесно е сега, јас од оваа позиција кажам, треба да ги нарекуваме работите со вистинско име, тој е таков и таков, таа е таква и таква, и она кутро дете за кое што сиве денови си викам што си мислело во тие последни моменти на животот и вака ми грудка имаме на огромна. Но, нели, јас имам таа комоција да седам дома на компјутер и си пишувам статуси. Овдека нова бiro, немам таа комоција, овдека, нели, се обраќаме, зборуваме во име на јавноста и со цел сите ние да извлечеме нешто од ова. Што е тоа што треба да го извлечеме како став според тебе? Ајде вака сега, тука неколку елементи има во твоето прашање.
и тоа е природно и разбирливо зашто е комплексна И јас имам ситуацијата. прашање, нели? За те Значи, прашувам. пошто го донесе детето и децата како засебни правни субјекти, Да. и тоа е нешто кое што јас сметам дека мора да се адресира, затоа што изминативе неколку дена јас сум на озбилен напад од одредени личности во нашата држава, дека јас правдам убиство и самоубиство. За она не можела? За тоа не можела, што за мене е нонсенс, земајќи у природата на мојата професија. Не може да правдаш убиство Значи, и самоубиство. Тоа е за мене апсолутно нелогично и апсурдно, меѓутоа се спинувани информации, во ред секој има право свашта да напише. Меѓутоа, што мислиш, чива е одговорноста за старателството на детето во поглед на земање и врачување? Социјалните служби. Кој го има правото, ако повторно ќе кажам 10 пат во оваа емисија, ако го направи добро проценувањето на ризик, дека тоа дете е загрозано, Социјалните служби. социјалните служби се тие што имаат право да го одземат старателството. Прашањето е и тука, не знам, веројатно со правник некој подобро би разговарал. Утре ќе ми е бајдово и гостине, нека знаат и граѓаните, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што е правник, ќе зборуваме и за овој случај и колку што може од како правник да одговори, ќе го прашувам и за тоа. Но од друга страна, јас имав прилика да дознам некои информации како новинар. Се обратив и имам од прилика некаков груп увид во што она нотирало Министерството за социјална политика како настани во рамки на нивното третирање на случајот. Ќе ти го кажам прво тоа, па после ќе ти го кажам мојот став за службите. Но има истапување на жртвата, па повлекување. Истапување, повлекување. Има, сега не знам каков е правилникот, но чести јавување од службите, не е појавена еднаш на разговор без образложување, вториот пат вели немам отпуст од работа и така натака. Со сета можна околност да сето тоа е под стравот и притисокот или не знам што и да чувствува од не може, не сакам крими филмови да снимаме тука, но една работа што многу во око ми паѓа 2 часа пред да реши да тргне на себе и да земе со себе она што е најдраго во животот. 2 часа претходно има полиција пред себе и не им вика луѓе аман заман помагајте спасувајте. Но тоа е снимање крими филм и не знам каква е состојбата на умот на лицето во дадениот момент. Поентата е, како што те разбирам, дека требало порано некој тоа да го увиди. Колку е тоа можно без со она рачка што е рачна што ја повлекува жртвата, нели она што од искуство ми го сподели, која што се повлекува. Треба ли, не знам, кога ќе се појави, да ја земат стручни лица, да ја однесат таму и рече стоп сега, од тука ние настапуваме. И колку е тоа мешање во приватност. Вакви случаи има не многу за среќа, фала му на Бога, не знам, за која зборуваме за фемицид или вакви сложени случаи, бидејќи, знаеш, кај ќе ја поставиш границата, каде колку државата ти се меша во животот или не, некоја што е добра, ама некојаш ќе се најдеш и од другата страна на таквиот однос на државата кон тебе. Ова што го зборуваме сега е многу слично како прашањето ако некој човек се најде во акутна психотична состојба, добро, дали ние треба да го прашаме него дали сака да се хоспитализира или треба веднаш да го хоспитализираме? Да, ама фер, и ако во акутна психотична состојба, односно во некаква не може жртвата да е во акутна психотична состојба, во даден момент се обрати кон служба, да одма треба да се преземе нешто. Но како што те разбирам, ова е нешто што се таложи, така? И на крај кога ќе пукне, кога ќе ескалира таложењето, веќе тогаш за некои луѓе нема назад, нели? Може ли некој службеник, психолог од за Центар за социјални работи, така се вика тоа? При што да кажам, сум слушал многу сведоштва дека таму многу корумпирани луѓе има. И кој што се пазарат за старателство на деца. И еден гол да не заборавим.
Исто така, да, постојат случаи кои што и мажите се жртви на манипулации од жени. Апсолутно. Бидејќи жената е, нели, природно позаштитена Апсолутно, јас која ќе се имам и појави такви пред клиенти. институции. Нели? И која што манипулира, пријавува за не знам какво психичко насилство со цел да си земе старателство на децата кога и да му ги намали средбите, бидејќи сака да го казни, бидејќи смета дека тој не знам, нешто и направил и го расипал животот и така натаму. Значи постојат и други случаи. Но може ли некој психолог во тие центри да направи солидна проценка дека кај X личност, ако ова продолжи, може до суицид да дојде или не знам да крај крајва може би треба да се мисли да не го убие па и мажот, така. Бидејќи Може не да е направи проценка решението. на ментален капацитет за расудување. Значи, ние имаме милион тестови и алатки во нашата професија. Се прави ли тоа? Па треба да се прави како Дали да се прави протокол. од искуство? Па не можам да знам што прават колегите. Добра, ма работи со жртви на насилство, кои што Јас се го правам. обратиле. Јас го правам. Имаш ли случаи кои што се обратиле прво во ЦСР, незадоволни, дошле кај тебе? За ти да направиш нешто со околото? Значи има и има многу има жртви кои што се нашле во безизлезна ситуација затоа што биле во одреден елемент незаштитени ради одредена недоверба кон системот. И се тука доаѓаме до малку поголема слика една, што кога ова се ќе заврши. Дали жртвата престанува да биде мета? Сигурно не. Ево вака, како уличен психолог. Значи сигурно не. Пак може да биде под ризик. Затоа што вие да донесете одредена пресуда и нели еве, ќе го затвориме насилникот, тој ќе излезе од затвор. И после што правиме? Колку луѓе од затвор што излегле комплетно ресоциализирани? Тоа е друга тема за друга емисија и треба да се Ама еве, допре. за насилници конкретно. Мислиш дека природа... Океј, насилникот се раѓа со недостиг на капацитетност за емпатија или се стекнува тоа, се учи некако во тек на животот? Тоа зависи од кривичните дела што се направени. Еве, семеен насилник, некој што тепа жена според тебе. Меѓутоа, тоа се агресивни црти на карактер. И сега, ние тука, знаеш како, значи, здрав човек кој што има емпатија во себе, не е насилен. не може да поднесе да стави некој друг, особено зборуваме за сопруга, во ризик. Било кој, но особено сопруг. Така. Затоа што ние не зборуваме се тука за уличен инцидент кај што, не знам, двајца се скарале во сообраќај, па тие не се познаваат, еден со друг немаат ништо, зборуваме за партнер. Нели, некој што ти е најдраг на светот, што ти е дел од семејството. Ако не се лечи ова во голем дел случаи, треба ли поригорозни да се процедурите, протоколите, законите и возможно ли е тоа реално во Македонија? Пример, на некој агресивец, без оглед маж-жена, нели? Да не бидам досаден со оградите, да му, на кој начин ќе го минимално барем превоспиташ, да не продолжи утре ден да биде закана по физичкиот интегритет на својот некогашен партнер? Па, јас лично сметам дека има повеќе мерки што може тука да се применуваат. Значи, делот со ресоциализацијата е исклучително многу значаен. Значи, ние не е поентата да пратиме луѓе во затвор за кога ќе излезат од таму да бидат истите. Нели? Тоа треба да биде дисциплинска мерка. Значи, треба да имаме механизми, полиси, протоколи кои што се прават за време на престојот во затвор, за да придонесат до некоја промена на, да кажеме, однесувањето кај луѓето што се веќе осудени, кај осудениците. Психолози во затворите? Како? Дали има психолози по затворите? Секако дека има. Секако И дека по има. службена должност тие треба да разговараат, така нели Секако. со? Апсолутно да. Значи, сега, имаме тука ние во психопатологијата еден дел каде што точно не секој насилник е антисоцијална структура или во поранешна литература психопатска структура. Меѓутоа, голем дел од луѓето што вршат хомицид, убиство, тешки телесни повреди, што го ти дае, значи, тешко психолошко насилство, манифестираат некоја одредена патолошка обсесивност, спаѓаат, да кажеме, во тие категории на личностни расстройства. И сега, веќе според најновите истражувања, постои и физиолошка разлика помеѓу мозокот на човек кој што има расстройство на личноста и останатите луѓе во популацијата. Значи, постојат намалени, зборам,
анатомски намалени регии во мозокот како префронтален кортекс и амигдала, кои што се одговорни за емоционален одговор, за бес, за агресија, за рационално и морално судење и пресудување. Значи, кај овие луѓе се анатомски, физиолошки помали овие регии, отколку кај здрави и останати луѓе од популацијата. Сега во психологија и здравоста е многу дискутабилно што е тоа здраво, пошто нели немаме да кажам поларитети. Да, разбирам. Меѓутоа, овој тип на структури на личност веќе со најновите истражувања и студии се докажува дека имаат и различна мозочна структура. И сега што правиме? Ние тука е стварна, повторно ќе кажам, стварна проценка дали може и колку може човекот да се ресоциализира или може би треба да се донесе мерка за доживотен надзор. Имаше и некои предлози, алка некаква, кој е насилник, бам палка и сега јас може како мали жокица да измислам систем, нели? Со 2 GPS-и, ако се доближа да алармира полиција, да дојде да го приберат. Може многу да излезе од себе ова. Но што треба да знае полицаецот кој што ќе дојде на повик, како тие претпоставувам двајца полицајци обично во Парода, што се јавиле на вратата во 12:09, 2 часа пред да заврши животот на мајката и незината ќерка. Што треба тие да знаат? Сигурно не, дека според новите истражувања амигдалата е помала, но барем да се јават на Тијана или на, не знам, на службеник, некој базичен курс по психологија, пример, ако третираат такви случаи, или па да има специализирани единици, службеници во рамки на МВР. Така. Добро. Тоа би било најдобриот одговор по мене. Значи, доколку се формира специфично тело од повеќе стручни лица, кој што може би излегло и на терен да направи проценка на Тие ризик. отишле на терен, немало модрици, таа рекла, јас не пријавувам, си тераме развод. 2 часа подоцна, во заклучен стан, нешто друго се случува. Значи, веројатно, протоколот на постапување треба да е поинаков. Дури имаше коментари дека согласно новиот кривичен законник требало поинакова постапат, не знам, не го знам искрено новиот кривичен законник, нити интерните Тоа ќе го знаете правилници. утре Нити во разговор со правник. Да, нити интерните правилници. Меѓутоа, повторно ќе кажам, проценката на ризик е најбитна. Значи, ние тука зборуваме за серијски насилник, не зборуваме за некој што прв пат пријавен. Така е. Така е. Нели? Значи, Така е, тоа 10 години не се направило проценка на ризик. Апсолутно, да. Не е ова прв изолиран случај, веќе според најновите факти што ги прочитав и тоа веќе во истрагата излезе како доказ дека имаме тука напад врз лица во болница. Да, чим на јавни места, тоа е тотално отсутство Имаме на срам. сведочење, имаме се. Значи, тоа имало многу инстанции да се направи проценка на ризик. И повторно ќе кажам, значи, Центарот за социјална заштита има овластување да влезе анонимно во секое семејство, да влезе буквално ненајавено, да направи одредена проценка, да повика било кого на разговор. Притом мораш да се појавиш, значи не дали сакаш, ти мораш да се појавиш на разговор. Затоа што во ризик ти е старателството врз детето. И доколку направи проценка дека детево е загрозено, Го одзема детето? го одзема детето. Прави пауза во старателство, го доделува на друго семејство, згрижувачко семејство, во институција. Значи Што го ќе има се тоа направи? право, и покрај можеби жртвата, пример да одбива, да се враќа назад, ќе тргне како напред, не? ќе се враќа назад. Сепак службите имаат таа Па ја имаат моќта, ева ако на пример двајцата родители се зависници од наркотици. Например, да, така е. Не мора да е семено насилство прашање. Тие двајцата представуваат ризик за детето. Не може, Всушност, нема ние да чекаме родителот да се откаже од детето, ќе Доаѓаме дојде. до коментарот зашто е нели поради дел од луѓето. Се разбира секаде постојат честни, писмени и правични луѓе. Социјална заштета, а не заштита. Така, во суштина мора да инсистираме сите до последен да си ја вршат својата работа, а не да е чиста среќа на кого ќе налеташ која ќе треба да ти биде исхендлан случајот. Апсолутно. Значи, нашата професија бара висок степен на извонредност, посветеност и етичност. Затоа што работиме со живи луѓе.
Наша задача е да бидеме одговорни и да понудиме што е можно поголема заштита. 4 минути до крај. Да, летна е некој 70-тина до сега. Како да се оправаме како општество сега, генерално, бидејќи се разбира, аз немам илузија дека сите луѓе треба во некој шаблон што мене ми се допаѓа да функционира, но во некој минимум норми, бидејќи знаеш како, генерално најгласни се и со најнеоправдана самодоверба луѓе кои што се веројатно на ивицата на некакви сложени, еуфемизам да употребам, физиолошки состојби во пределот на фронталниот кортекс и амигдалата. Добро се изразив? Добро. Односно, будалите се најгласни, вака да скратам. Добро. За да ги немаме тие коментари што барала да шета сама во паркот вечерта и да го оправдаме манијакот кој што пробал да силува некоја жена, или па да ја сватиме и некогаш можеби па и степбек бесполезноста од тоа ние да се ставаме во фокус на внимание во време на колективна траума, као Жесуи Парис или не знам, јас да бев таму, ќе видите јас што ќе му направев на овој, туку некојаш и кон семејството е неумесно, нели, жално да им се товари умот, да се расправаат со коментари по социјални мрежи, но како психолог. Истото го кажа 2 пати досега, ама сега како една финална порака после сиот овој разговор. Што би ги посоветувала луѓето кога ќе решат да влезат во собствена анализа, форензика, анамнеза на некој анатомијата да ја откријат на некој случај или во една таква колективна траума. Што е најкорисното нешто што може да го направат за себе прво, а после и за сите други? Тоа што јас себе се прашувам како можам да помогнам. Добар одговор. Супер одговор, уствари. Кратко и јасно. Се надевам дека наредниот пат би зборувале со поведар повод. Причините секогаш ќе се такви какви што се. Професијата со која што се бавише е таква каква што е. Благородна е на крај на денот и сигурно задоволството кога ќе помогнеш некому е огромно. Јас би бил пресреќен ако вечерва барем на 2-3, да не речам на еден човек, некако сме му помогнале, доколку се наоѓа во еден таков магичен круг, да се обиде да излезе од него. Помош има, помошта е достапна, помошта е бесплатна малтене. Ако чувствува дека нема среќа да се обрати на правото место, јавна покана, пишете ми мене, јас ќе ве поврзам со Тијана или со кого сакате. Дури може да размислиме и да во самиот description на видеото кој што ќе излезе денеска да ги ставим првите броеви каде што секој човек кој што се чувствува дека е загрозен може веднаш телефонски да се појави и да се повика и да во description на YouTube, еве, тоа веќе стои, можам да кажам, бидејќи тоа ќе биде така. Супер. Тијана Ивановска, благодарност за одвоеното време да позборуваме на една многу сложена по повод е многу сложен и комплициран настан. Се надевам дека оние што останаа со нас вечерва малку помирно ќе спијат со сиот свој немир. Немир имаме сите, само нели сите се обидуваме најдеме начин како да го исканализираме. Твојот финален совет, како можам да помогнам, секогаш е добра, одлична стартна точка во одговорот на тоа прашање. Ти благодарам и се гледаме во следна прилика. Благодарам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Наредна средба утре по 22:30, како што ви кажав, со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. До тогаш процедурата е стандардна. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. И откако ќе ги излечете, помислете како можам да помогнам. Добра ноќ, Македонија, главата горе.